Многу ветување и фалби, а резултатите во борбата со корупција се нула. Обвинителството под полна пареа во борбата со справувањето на организиран криминал, но откако Американската амбасада објави дека постојат докази за криминал, а македонските институции не го гледаат. Последните случувања со нови тимиња на црната листа на САД, акцијата Адитив и историскиот брифинг на државниот обвинител, на кој што покажа ажурност и посветеност, се поразителни за правораздавањето на граѓаните во Македонија. Вака припадници на правната фила го оценуваат разбудениот државен обвинител, кој после бројни опомени реши да гони корупција. Поранешниот обвинител Воислав Димовски не е оптимист дека обвинителството ќе покаже вистинска борба со корупцијата. Секоја реформа во било кој сектор со истите кадри нема да биде спроведена, тврди тој. Секоја една реформа во било кој сектор, особено во овој аспект нашиот на правораздавање, на крајот се сведува на квалитетен поединец, квалитетен судија, квалитетен обвинител. Меѓутоа, познавајќи кадровската ситуација во обвинителството, јас тука не сум некој голем оптимиста дека нешто спектакуларно ќе се случи. Ние имаме обвинителство кое е чекор секогаш за политичките елити. Погубно е за граѓаните и нивното право на правда во држава кога обвинителството оформува предмет откако Стејт департментот на САД ја дополнува листата за Македонија, коментира адвокатот Сашко Дуковски. И тој исто така не гледа оптимистички дека со овие кадри народот ќе живее во општество без корупција. Тешко на таа правна држава ако чека Стејт департмент да им посочува дека ако они можеле да најдат докази, може да најдат и обвинителство, и да после објавување на некое лице на црна листа, они да завеле предмет и да излезат веднаш онака многу ажурни, многу стручни, па колегиуми и така натака. Тоа е една политички настап кој што нема врска со секојдневно работење. Имено, обвинителството се пофали дека работи на речиси сите корумптивни скандали за кои медиумите известуваа, за внукот на Али Ахмети, Дрин Ахмети и трговскиот центар Соравија, надзорот на Бехтел Ленка, случајот со лотари и сомнителните лиценци за онлайн игри на среќа, опожарената модуларна болница во Тетово во која што загинаа 14 лица, а се уште официјално виновник е кабелот. Ова се само дел од пред истрагите и истрагите за кои што државниот обвинител Љупчо Коцевски, заедно со шефот на организиран Ислам Абази и шефот на Скопското обвинителство Гаврил Бубевски, се пофалија дека активно ги работат. Првиот човек на обвинителството, Коцевски, најави дека наскоро пред јавноста ќе бидат презентирани конкретни резултати од ново формираното оделение за сложен и сериозен криминал. Ке се апсат осомничени за финансиски криминал, корупција и за други тешки кривични дела.